Втора работа. Како да огласам извештајот кога во него имате 3 кредити, а немате впишано со која каматна стапка се земени? Ова е кварталниот извештај, во кој ше на К3 образецот не пишува по која каматна стапка се земени 3 кредити во општина Гевгелија. И ние сакате да дискутираме тука за финансии, за квартален извештај. Мислам дека е абсурд. Прашав на комисија, не добив одговор. Не сте знаеле точно. Сакате да зборуваме на крајот и за долгот на општина Гевгелија. Градачанкот мудро избегнуваше конкретни одговори со користење на термините достасани обврски, недостасани обврски, наместо граѓаните да го разберат точно колку, што и како е останато од кредитите за исплата. Именно за кредитот од 2016 година имате останата главнина од 29 милиони. За кредитот од 2018 имате останато главнина од 17 милиони и за кредитот кој беше подигнат за булеварот Западен, не знам дали е булевар, повеќе личи на некоја обиколница, уличка со чунчиња, 39 милиони. Или вкупно задолжување по кредити од 86 милиони 300. Стигнавме до 86 милиони по кредити на општината. И комуналното предпријатие ЈПКД Комуналец има кредит во износ од 21 милион 013.566 денари или 341.684 евра. Ова е, почитувани граѓани, останатиот дел од ануитетот, односно кредитот што се зел. Каматата не ја знаеме колкава ќе биде при отплатата и на овој кредит. Се вкупно општина Гевгелија должи 107 милиони 381.725 денари без камати, а ќе бидеме должни според кредитите во наредните 4-5 години и овие кредити ќе дојдат за наплата. И доколку на сето ова додадеме дека дел од проектите ги реализиравте во целост од унгарскиот кредит преку трансферите од други нивоа на власт и дел не се предадени, не се примени, останати се да се примат, па тие обврски допарва ќе се книжат. Јас можам да заклучам дека ние градиме и живееме на кредит. Благодарам.